Добра вечер, почитувани гледачи, нека ни е честит и вековит Илинден. Македонија денеска одбележува 121 година од Илинденското востание и 80 години од првото заседание на АСНОМ. Во таа насока вечерва и ќе биде разговорот со ценетата професорка Наташа Котлар-Трајкова, редовен професор во Институтот за национална историја на Република Македонија. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и исто и јас да честитам. Имаме добар повод. 121 година, како што рековте, од Илинденското востание и исто така многу значаен јубилеј 80 години од одржувањето на првото заседание на АСНО. Ке зборуваме за се ова, меѓутоа на почетокот ајде да започнеме од првиот Илинден. Пред 121 година Македонија беше под отоманска власт, нели, отоманското царство, меѓутоа поривот за Македонската република е жив, идејата е жива. И ако се навратиме од денешен аспект, од оваа историска момент, ако се навратиме на таа историска точка во овој времеплов, што гледаме денеска од оваа денешна перспектива? Знаете, историјата, покрај тоа што е учителка на животот, и како што пишува и самиот Кочо Рацин, затоа е значајна, бидејќи е учителка особено значајна за народите кои што се бореле за слобода. Би требало многу нешта да кажеме какви се разликите или кои се сличностите. Меѓутоа, од денешен аспект можам да кажам дека добро е што е задржана идејноста, односно ние сме република. Добро е што е реализиран идеалот за самостојна македонска држава. Ние ја имаме, без разлика на она што се случува во современото живење. Сега во предвид ги имам и надворешните влијанија, внатрешните состојби и така натаму. Добро е што она што се бараше да се реализира економска, социјална и културна еманципација на македонскиот народ и во првиот, па и во вториот Илинден, ние тоа го имаме. Може би треба да говориме како сето тоа да го зачуваме и унапредиме. Бидејќи македонската држава, сите истражувачи, па и сите современици и од првиот и од вториот Илинден укажуваат на постојаната борба на македонскиот народ да се реализираат овие идеали. Така што и од содржински аспект, еве сега да се навнатам и на Вапцаров кој дава свој поглед кон Илинденското востание, ние внесовме македонска содржина, пишува во неговата позната песна Илинденска, што значи македонската содржина е реалност и во денешно време. Она што ние можеме да забележиме, како се одвиваат настаните во современово живење или тактиката и стратегијата во однос на актуелните внатрешни, но и надворешни состојби. Сметам дека да, идеалите и содржината се присутни, но ние имаме обврска пред се, тоа да го унапредиме и секако да го зачуваме, бидејќи да не заборавиме дека и во првиот и во вториот Илинден своите млади животи ги положија многумина кои што одвај дали имаат 30 години. Значи една млада генерација која што го вложи својот млад живот, нели, во реализирањето на овие два значајни фактори, идејноста и содржината. Ги спомнавте младите. Колку денеска кај младите според ова вие што гледате е будна таа идеја, бидејќи од една страна колку и да тие два штетни договори кои што видовме кои се последиците до наметнатата употреба на новото име што е вметнато во уставот. Меѓутоа тоа не беше по волја на граѓаните, доказа тоа е неуспешниот референдум. И сега како подминува времето гледаме одреден пркос, ако може така, дали ќе се согласиме. Се повеќе млади пркосат на овие нови политики
до употребата на старото знаме, пењето, преработката на македонските песни, колку тоа е важно од овој историски аспект и во она што го ставаме во иднина како наследство за останатите, за следните генерации. Знаете, постои една многу позната реплика на еден британски автор кој што вели ниеден човек не е осамен остров. Така да и младите потекнуваат од некоја база, од семејството пред се. Потекнуваат од таква една воспитна, образовна средина, која што сепак во себе, како меморија го има она што било во првиот Илинден и во вториот. Многумина во своите семејства може да се пофалат или да истакнат дека добар дел од нивните представници во семејствата учествувале во таа борба за ослободување и од тука не е така едноставно она што се направи со двата договори, фактички, каде што на некој начин се посегнува по сувереноста на македонскиот народ и секако сувереноста на своја историја со другиот договор го имаме предите бугарскиот. Така што младите секако дека она што го влечат од својата потесна средина, роднокрајна средина, семејна средина, па ако сакате и воспитно-културна средина, секако дека не можат да бидат имуни или пак да се абстрахираат од она што е реалност во моментов во македонската држава. Јас предпочитам да зборувам за македонска држава, бидејќи се потпирам на пораките и одлуките на АСНОМ. Ако ги гледаме сите тие содржини кои што постојат во тие донесени документи, постојано се зборува за македонски народ и македонска држава. Па дори и Илинден во документот каде што е прогласен за државен и народен празник, што преведено на наш современ јазик би значило национален празник, и таму се вели дека Илинден е празник на македонската држава и на македонскиот народ. А ако се има ова сето во предвид, сосема е разбирливо што младите ќе посегнат да ја бараат својата традиција, да ја проучуваат својата историја, да ги изразуваат своите родолюбиви чувства и секако тие млади луѓе ќе сакаат да ја унапредуваат државата, односно да посегнат кон враќање на сувереноста, бидејќи најзасегната во моментот е сувереноста на македонскиот народ, но и на другите национални малцинства, односно сувереноста сега зборувам на македонската нација за свој политички, економски, социјален, културен живот. Ако тоа е засегнато, сосема е нормално што младите бараат известни промени или известни решенија во настанатата ситуација. Можеби не може да се изборат во моментот, па пребегнуваат кон напуштање на земјата, па одење во други општествени, политички и економски прилики. Но знаете, јас длабоко верувам дека кога би се создале и минимум услови да се унапредува целокупната општествена и економска реалност во државата, сите тие би биле присутни тука, би го вложиле и своето знаење, дури и својот млад живот во изградбата на македонската држава. Така што сите нешта се поврзани. Мислам дека моментот дека постои едно незадоволство кај младите покрај потребата да го изразат својот патриотски израз, доаѓа од многу внатрешни прашања кои би можеле многу едноставно да се решат, доколку би се препуштила иднината да биде дел од животот на младите, а не тие да бидат покрај животот на државата кој што во моментов се создава. Да бидат активни чинители, да се искористи нивниот потенцијал, умствен. Тие имаат потенцијал. Значи, ние насекаде читаме, дали во печатените медиуми, па дури и во електронските медиуми, забележуваме дека многу млади луѓе во Македонија освојуваат престижни награди во областа на математиката, физиката,
хемијата и други науки, нели компјутерските, така што тоа е еден огромен потенцијал и знаете што? Мислам дека ние треба да почнеме да размислуваме дека ние имаме капитал, но тој капитал е во младите луѓе и тој треба да биде ставен во функција. Задачата е на било која власт тоа да го препознае и да го вклучи во функција. Друго е што би било стратешка определба на нашата држава. Ако Македонија, нели, е земјоделска земја, полјоделска, има и планински дел, но повеќето е рамничарски, значи ние мора да го издигнеме земјоделието на стратешка вредност. Ако тие млади луѓе бидат вклучени во таа стратешка вредност, па во преработувачка индустрија, па така натаму да ги внесуваат своите знаења до областа на науката, нормално е дека ќе се создаде еден технолошки развој, кој што пак ќе влијае тие да си се препознаат дека се потребни чинители во современата македонска држава. Да, современата македонска држава, односно една од владите, подпиша 2 договори, од кои што едниот договор па доведи до тоа да имаме и заедничко чествување на Илинден. Меѓутоа, ако погледнеме кај нашите соседи, кај бугарите, ќе видиме дека и тие си го празнуваат, му даваат значење на 2 август, меѓутоа кај нив може да се чуе и да се прочита дека Илинден, односно го нарекуваат Илинденско преображенско востание, дека тоа востание било во суштина народно-ослободително востание на македонските и тракиските бугари. Како историски ќе се бориме со овие ставови? Добро е што ова го истакнавте, меѓутоа знаете, овдека некако се измешани ингеренциите на политиката и на науката. Договорот ги премавна сите постигнувања на македонската наука, во моментов зборувам за македонската историографија. Ако ова историографија се пробиваше низ 8 децении, низ сите етапи на успешност, неуспешност, но во секој случај ние создадовме кадар кој што е сосема оспособен да ја реализира историската дејност. Во оваа смисла сакам да кажам дека македонските научници во најголемиот дел својата работа ја темелат на она што представува и светска научна дејност во историјата. Односно, внимаваме на методи, на принципи и така натаму. Кога ние, како историчари, македонски, но и бугарски, разговараме, тоа го правиме на симпозиуми, на конференции. Едните изнесуваат едни ставови, другите изнесуваат други ставови и во таа нееднаквост или различност на ставовите, ние како научници доаѓаме до потребната вистина. Политичкиот момент е друг, кој што смета дека би можело да настапи толку самобендисано и она што е постигнато како научна вредност да биде едноставно анулирано и да се создаде некоја политичка атмосфера во која што многу лесно може и да се избрише она што представува научна дејност. Бидејќи во политичката дејност луѓето доаѓаат до компромиси. Во науката нема компромис. Имаме факти. Имаме факти и да не заборавам, многу е битно што не секој историски факт е факт. Затоа постојат, значи, соодветни специјализирани школи, училишта, академски степени, каде што се изучува занаетот како се пристапува кон проучувањето на историјата. Затоа реков, ние не правиме ништо поразлично од она што се прави во Британија, во Германија, во Франција, во Италија. Друг е моментот кој што сега го спомнав политичкиот, да не заборавиме дека политичкиот момент во бугарската држава е сериозно вклучен уште со незиното создавање како држава. Морам да нагласам дека создавањето на државите на Балканот
во своето изнедрување има огромно влијание на големи сили. Една од нив е царството Русија, која што го построи административниот, управниот живот на бугарската држава во 1878 година и го воведе терминот македонски бугари заради своја геостратешка определба на Балканот и во однос на другите големи сили. Значи повторно политиката игра улога. Тоа е политика. Значи тој термин го нема во документацијата се до 1859-60. Има македонци. Можеме да ги отвориме и документите, и сведоштвата и така натаму. Тој термин македонски бугари почнува да заживува на политичката сцена на Балканот и во бугарската држава, особено по таа година што ја спомнав, 1860 година. Ако бугарската држава го гради своето политичко, општествено и културно живење на една таква матрица, ние не можеме да очекуваме дека некогаш ќе биде призната разликата меѓу македонскиот и бугарскиот народ пред се, историја, култура и јазик. Она најтехнички, наједноставно што го спомнавте тракиските бугари или македонските бугари, тоа од една практична рационална основа, бидејќи се уште живеат плановите за проширување на, ете да речам сега наједноставно, бугарската држава, која смета дека е онеправдана со низ за други договори кои што следеле по првата балканска, првата светска, втора и така натаму. Меѓутоа, мислам дека многу подобро ќе се живееше на овој Балкан, доколку самите едни на други си ги признаевме правата, обврските, посебноста и особеноста. Македонски бугари не може да постојат. Постојат или бугари, или македонци. Она што за време на преображението во Одринскиот крај, сега во османлиски прилики изборувам, се случило назад во тој период. Се случило како востанички потфат. Тие можете да си го слават и унапредуваат како празник. Меѓутоа, никој не напиша дека таму е внесена проста македонска содржина. Проста македонска содржина е внесена во македонскиот етнички периметар. Илинденското востание се случува во границите најмногу на Битолскиот револуционерен округ или Битолскиот вилает, каде што таа проста македонска содржина изнедрува од македонското население, односно селанството. Има многу големи разлики. Така што, ако ме прашувате за согласување, ние како научници, како историографи, како историчари, многу ни е едноставно да разговараме со нашите колеги, историчари, но многу е тешко да се разговара со политичарите и затоа во целиот свет постои поделба на историјата како национална и општа. Така што секоја држава си создава своја национална држава, така што мислам дека решението е многу едноставно, ние можеме да дискутираме, да дебатираме, да нудиме докази, нели факти, толкување, особено толкувањето е многу битно, затоа реков мора да постои една ученост за да можете вие да толкувате факти. Меѓутоа, да не заборавиме, оние што се бореа, оние што е создаваа македонската востаничка содржина, токму во актот за прогласувањето на Илинден како национален празник, тоа го потврдија и тој документ е еден од државнотворните документи. Такви документи ние немаме во Бугарија. Има многу големи разлики. И затоа е прифатен овој празник да биде македонски национален празник. Но, знаете, политиката е таква, понекогаш и не стрепи од ништо, бидејќи смета дека е многу силна. Меѓутоа, пак затоа постојат можности да не се откажете од докажувањето и истрајувањето на својата позиција.
Убаво споменавте како и направивте паралела како што носи историјата и историчарите, што носат политичарите во целокупниот мозаик, бидејќи ние бевме доскоро бевме сведоци не на реторика од политичарите. Би го цитирала поранешниот премиер Зоран Заев кој што вели дека ние немаме споделена историја, ние немаме вкрстена историја со бугарите, туку ние имаме заедничка историја. За штетноста на ова го видовме во последниот попис во Албанија. Што се случи таму. Значи, видовме како бугарите работат на тоа да има и Алфа снимаше прилози, бевме таму, видовме што се случи, односно како ја вршат таа пропаганда. А од друга страна пак бугарите не признаваат македонско малцинство кај нив. Значи има бугарско малцинство во Албанија, а нема македонско малцинство во Бугарија. Што сакаат? Да покажат и колку е ова штетно во овој историски момент и оно што го оставаме, нели зборуваме за историјата и каков печат ние оставаме во овој момент за идните генерации. Следејќи историјата, јас веднаш можам да ви дадам многу едноставен одговор, тоа значи рецидиви од едно минато време. А тоа се рецидивите кои што беа присутни во, или поточно кажано, политиките присутни од средината на 19-тиот век, присутни во 20-тиот век, па сега и веќе во 20-тите години на 21-виот век. Затоа велам, или ќе се бориме за сувереноста. Сувереноста е многу широк поим. Дали македонскиот народ смета дека така едноставно може да ги даде своите жртви за слобода, па да рече дека имаме заедничка историја со оние другите. За да биде појасно, заедничка историја имаат народи во еден регион. Во таа смисла, ние можеме да имаме заедничка историја и со србите, и со босанците, црногорците, албанците, грците, романците, бугарите, турците. Тоа е заедничка историја, за да ги компарираме моментите во историското постоење во однос на социјални, економски, културни, политички односи, па ако сакате и воено или востанички. Тоа е заедничка историја. Но заедничката историја не значи анулирање на една посебна историја. Јас жалам што претходната политичка конјунктура, што беше власт, ниту во еден момент не се консултираше со научниот свет. Значи, ни еден од историчарите кои што се представени во Сдружение на историчари, присутни во институциите, Институт за национална историја, за македонски јазик, за македонска литература, факултетот исто така има соодветна група за историја, па ако сакате и МАНО, академијата, никој не беше консултиран. Знаете, тоа е многу опасно и некако ме асоцира на оној филмот со Чарли Чаплин, големиот диктатор од 38 година, што сакам ке си направам. Имам моќ да направам нешто. Меѓутоа, едноставно да напишете заедничка историја и од тоа да извлечете членови во тој договор, посебно го имам во предвид членот 8, каде што се засегнати не само учебниците, некаде што се бара нашето заедничко чествување на историски настани, туку се засегнува постигнувањето на македонската историска наука. Кој му дозволи на тој човек, без разлика што бил премиер или представник на определена политичко-партиска конјунктура, тоа да го направи? Никој. Не можам да речам дека немало обиди. Имало обиди и предходно. Да се сетиме само и на декларацијата која што беше подпишана во февруари 1999 година меѓу Љупчо Ѓоргиевски и Иван Костов и така натаму. Обиди имало. Меѓутоа, барем ја знаеле границата до каде може да се оди. Сметам дека она што го спомнавте, присуство на бугари во Албанија, ама немање на македонци. Истото прашање ми беше поставено пред 7 години. И на тоа прашање, и на ова прашање можам да одговорам
дека тоа е последица на сериозни внатрешни и надворешни политички фактори. Внатрешните ги знаеме. Една сервилна, една неука политичка конјунктура, која што сметаше дека со таа понизност ќе може да владее подолг временски период и дека македонскава раја ќе си помолчи и ќе си живее во некоја си своја подчинетост и во една негација. Надворешниот фактор, еве и сега да го спомнеме, ниту тогаш, ниту сега не реагираше на сите оние постапки што беа присутни на албанскиот терен од страна на Бугарија. Ако се сеќавате, во 2017 година прв пат Албанија прогласи дека има на својата територија албанско малцинство. Ако големите сили здружени во тој европски Commonwealth реагираа дека не може тоа така, сигурно немаше да биде така. Албанија си има своји рационални практични причини тоа да го прави, бидејќи смета на тој начин дека може да напредува, нели, на незиниот пат за побрзо вклучување во Европската Унија. И како е најдобро? Па нека страдаат оние другите, зашто албанците да страдаат, може македонците секако да страдаат. Така да ова е последица на многу сериозни внатрешни и надворешни влијанија, така што ако сакаме да бараме решение, тогаш решението мора да го бараме во внатрешниот македонски простор, сите политички чинители да расчистат која ќе биде иднината на Македонија. Дали ќе биде почината дефанзивна, сиромашна македонска држава или ќе биде напредна, па дури јас предпочитам да биде офанзивна и во економскиот, и во социјалниот, и во политичкиот, и во демографскиот поглед. Меѓутоа, тоа останува да го видиме. Да, ќе направиме тука една кратка пауза, ќе продолжиме да зборуваме за АСНОМ, за значењето, за ова што вие го споменавте сега, колку е важно за развој на државата и за историската битка ние да сме силни како општество и економски, па и во влог во младите и се останато. Меѓутоа ќе направиме тука една кратка пауза, па се враќаме назад по рекламите, почитувани гледачи. Се враќаме назад во студиото, зборуваме за двата Илиндени, 121 година од Илинденското востание и 80 години од првото заседание на АСНОМ. Гостин во студиото е професор доктор Наташа Котлар. Застанавме кај АСНОМ. Годинава се одбележуваат јубилејни 80 години од првото заседание на АСНОМ. За значењето на АСНОМ би позборувале, бидејќи тука се поставени темелите на македонската држава. Велат за една куќа, една зграда, еден објект да биде добар, да одржи многу предизвици, важни се темелите. Па што од тие АСНОМски темели имаме денес и како ние изградивме Македонија? Да, интересно е што македонскиот народ и националните малцинства во тој антифашистички фронт не само што учествуваа како рамноправен партнер во тие воени години, туку и успеа да ја реализираат идејата за слободна македонска држава, иако само на периметарот на овој дел што го ние знаеме, иако на самото заседание има луѓе, борци пред се, учесници кои што потекнуваат и од другите делови на Македонија, односно Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија. Така што, знаете, ова намерно го кажувам со оглед на фактот што многумина луѓе кои што сметаат дека се познавачи на историјата, сметаат дека АСНОМ дури нема ни легитимност. АСНОМ има сериозна легитимност во извојувањето, во жртвите, во борбите и во
човечкиот потенцијал кој што бил вклучен во таа народно-ослободителна борба. Значи, повторно доаѓаме на оној терен каде што мора повторно да кажеме македонскиот народ во овој момент мора да се бори за својата сувереност, еве и на историското минато. АСНОМ е дел или продолжение на она што представуваше борбен порив на првата илинденска генерација. Ако не постоеше тој порив, многу потешко ќе им беше на овие млади луѓе кои што ја представуваат таа генерација борбена да го извојуваат резултатот во вид на македонска држава. Исто така имаме недобронамерни коментари дека македонското ослободително движење па и не било доволно развиено во определени моменти. Искрено да ви кажам, нема да одам подалеку, еве за хрватското. Исто има осцилации, падови, успеси и така натаму, осипувања, зголемување на број. Значи, тоа е нормално. Така и во Македонија. Но за разлика од другите југословенски народи, сега морам така да ги именувам, бидејќи сите потекнуваат од кралството Југославија, на македонски простор ние немаме помош од меѓународен фактор, во смисла на амуниција и оружје. Значи, се создава на овој простор. Дури првата мисија за прв пат се појавува некаде 43 година на слободната територија околу просторот на Дебарца и Славе и Планина. Значи, до тогаш тоа е само македонски израз и ослободителна борба. И не случајно во манифестот на донесениот манифест на првото заседание, сето ова се изнесува и се кажува и се изразува благодарност на македонската борбена генерација. И ова треба да го имаме во предвид. При тоа, носителите на целиот овој воен, политички, па и државнички порив, зборуваат за слободна македонска држава, но многу помалку зборуваат за комунистичката партија и така натаму. Многу повеќе зборуваат за она што представува национално и социјално милје, односно социјална потреба. Дури и современиците од странските мисии спомнуваат дека македонското национално ослободително движење е пред се национално и социјално. Така што во АСНОМ се создадоа документи кои повеќето се однесуваат на градење на македонската држава. Сето тоа изнесено во македонскиот манифест, не случајно го спомнувам ова и ќе објаснам зошто. А меѓу нив се и некои документи, мислам околу 5, кои што носат државнотворен карактер. Да не заборавиме, тоа е едно дека се прогласува собранието, односно АСНОМ како највисок законодавен и извршен орган во тоа време, значи тоа е и собрание и влада. Друго, прогласување на македонскиот јазик за службен јазик на целата територија. Она прекрасна декларација за правата на граѓаните, која што дури е подобра од француската и од американската декларација. Донесена и напишана од Полежиновски, ученик на Сорбона. Во президиумот ги имаме луѓе кои што се познати и родолюби, но и специјалисти во своите области, правници, економисти, кои што бараат една поголема сувереност на идната македонска држава. Не зборуваме за она што ќе се случи на второто и на третото заседание на АСНОМ. Постулатите се на првото. Затоа и ударот на АСНОМските идеи со Преспанската спогодба, па ако сакате и со Бугарскиот договор, е токму тука. На првото. Дури имаме изјава на член на Грчко-македонската комисија, која што во една своја еуфорија, во еден свој севдах, вели дека со Преспанската спогодба ги анулиравме
иридентистичките идеи на Асном, замислете. Во една македонска слободна држава ние имавме и една таква изјава. И да не заборавиме, таа грчко-македонска комисија се уште работи. Ниту сме им виделе записници, ниту сме им виделе стенограми. Што све има таму, Не знаеме што ние работи. ќе се чудиме што доживеала Македонија како асномска држава. Не знам дали сме ги зачувале идеите на Аснов во тој однос. Исто така изразувам сериозен сомнеш во однос на договорот кој што го имаме со Бугарија. Не можете вие во еден антифашистички фронт сега да подпишувате договор дека имате заедничка историја и ќе ги преиспитаме сите достигнување во историјата затоа што треба да се базира на соодветни извори, факти и толкувања. Па ќе ве молам, тоа значи диктат, тоа што пишува во бугарската историографија, ние тоа само треба да го примениме и препишеме. И сето тоа врз превезто на добрососедски односи. Ке ве молам, ние сме победници и како победници треба да се однесеме, да се однесуваме. Без разлика што големиот дел на членките на Европската Унија отклонија од тој демократски антифашистички фронт и многу повеќе подлегнаа кон фашизоидните идеологии, меѓутоа тоа е прашање од друг домен. За нас останува дека ние мора да се бориме за она што представува достигнување на македонската држава и друго. Ако сме се откажале од македонските национални, македонското национално малцинство, тоа никој не спречува ние да комуницираме врз основа на соработка, културна, социјална, економска. Зашто тоа не сме го правили 30 години? Не зборувам сега само овие години. И со македонците во Бугарија, и Бугарија, и Албанија, па ако сакате и Србија, да, и Грција. Во сите наши Во суседни... сите, затоа што не можете вие само да зборувате за диаспора. Диаспората е сосема друга категорија. Да, диаспора се македонци кои што Да. поради економски причини се одселиле, работат Не во... можете вие да дозволите во договор да бидете Малцинства, да, се напишани под број. Не баре од оние цртаните филмови уште бројка ви фали, па wanted, dead or alive. Уште треба да стои. Да. Долго време професорке се зборува, некако се провлекува тоа дека на Македонија е потребен трет Илинден. И академици пишувале, и граѓанското движење за заедничка Македонија пак зборуваше за четврт Илинден, имајќи предвид дека 8 септември се зема како таков, нели, трет Илинден. Зошто не е потребен нов Илинден и како до нов Илинден? Во модерни, нормално услови, сето тоа што подразбира современо модерно живење. Мислам дека оваа идеја доаѓа од потребата за еден општ македонски препород. Општ македонски препород уште од 91-та година, кој што ние можеби го започнавме, но воопшто не го развивме или пак не го спроведовме. Јас тоа така го разбирам. Но вие за да имате една таква природбенска идеологија, мора да бидете пред се силни во просветниот домен, односно во доменот на ученоста и свесноста на сета популација. Без разлика што она што имавме моменти на референдум, па потоа изјаснување за Илирида, значи ние вината ја барам во сите нас, не само во оние што претходно владееле или па сега би владееле. Вината е на сите нас кои што не изнедривме една учена програма која ќе дава визија. Нас ни недостасуваше визијата. Каква македонска држава сакаме? Во кои насоки таа ќе се одвива? Дали ќе биде запустена, сиромашна, јадна, ограбена, или пак ќе ги развиваме институциите. Вториот момент е што јас наоѓам дека од 91 па натаму се врши едно систематско разградување на институциите, односно државните. Ние имаме научни, социјални, културни институции. Замислете, сега го спомнавме примерот. За заедничка историја решава некој човек кој што бил од економската сфера. Еве, така ќе го именувам.
Зошто тоа не е прашано во институциите на државата? Не можете вие да земете од институциите 1, 2, 3, па ќе ги ставиме во комисиите и сега ќе велиме, ама тука се застапени научниците и историчарите. Не може. Значи, да бидам накратко да кажам, 4-тиот Илинден ќе се случи кога ние ќе имаме нашата свесност и потребата за визија каква македонска држава сакаме да градиме. И тоа се потребни, како што кажавте, повеќе чините, односно сите да се вклучиме во општеството, ако добро ве разбрав. Да. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Се надам дека уживавте вие како што уживав јас и гледачите, бидејќи се обидовме да дадеме значење на овој денесен празник, да објасниме што оставаме ние во историјата во овој момент, меѓутоа и што наследивме од илинденците. Секако, јас само сакам да го честитам националниот празник на сите македонци кои што се во Македонија или надвор од Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија. Уште еднаш го честитаме празникот. Останете во добро расположение и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.